ја гледаме од завршните резултати од клиничките студии. И впрочем, клиничките студии служат токму за тоа да се вакцината или лекот аплицира на што поголем број на реципиенти и да се анализираат резултатите. И мислам дека се резултатите сосем солидни. И количината на антитела која што се детектира после еден одреден период, понатаму начинот на производство на вакцина кој што е традиционален и многу добро познат. И во таа смисла би рекол и една предност на овој тип на вакцина, потенцијално за во иднина, а тоа е ако се изнуди потреба да се смени платформата заради тоа што вакцината би требало да биде да влијае на некој друг сој или на некоја друга мутација на кој што сегашните вакцини не би биле ефикасни. Многу полесно се менува овој традиционален начин, зашто едноставно се атенуира новиот сој на вирусот. И тоа е многу покомплексно и потешко се прави кога станува збор за векторска вакцина или пак за МРНА вакцините. Така да во секој случај апсолутно идентично, точно е дека има разлика во број на денови од примењето на вакцината помеѓу различните производители до моментот на детектирање на антителата. Меѓутоа, сосем соодветна, сосем безбедна, сосем задоволително ефикасна, а сега пред нас е период во кој што ќе видиме и ефективност, односно како тоа ќе се манифестира на целокупната слика на епидемијата.